Суптилната, пред се естетската, духовни благородна дејност резбарството е животот на 50-годишниот голуб од Берово Самуил Копаничар. Со господовата дарба во рацете овој виртуоз од лето, продолжувајќи ја традицијата на предците, создава автентично културно богатство, гордост за малешевци и пандан на мијачките копаничари. Животната приказна му ја пишува транзицијата, соочен со борбата за екзистенција како технолошки вишок од беровска фирма, почнал со изработка на кукли во народна носија за Олимпијадата во Сараево, а денес 4 цркви во Македонија се комплетно изработени од овој скромен човек, инспириран од библиски теми. На почетокот, кога почнав да ја редбав едно 15 ден. А сега не им се верува на никој. Ако ја почнам од сабајето, вечерта е готово. Ако изработувам намештај, ветрини, маси, столови, за них треба подолго време, а за една црква да се направи една добра црква со едно 8 метра на 4 метра, треба 2 години. Домот на овој беровчанец е музеј од длабоко рези и импозантни дела, посетуван од странски дипломати, бизнисмени и случајни минувачи. Последното дело е маса тешка 150 килограми, купена веднаш од бизнисмен од Скопје. Резбарството е творечка и уметничка религија за овој мајстор, со кој е обсесивно обземен, но негово најголемо задоволство е што млади се интересираат за оваа уметност, пред се неговата постара ќерка. Има заинтересирани деца многу за копаничарство, се пријавуваат, се учат, овде доаѓаат, се учат. Голуб е еден од стотината копаничари во Македонија, а малкуте во Малешевијата, кои во овие турбулентни времиња успешно го продолжуваат копаничарството како вековна традиција, промовирајќи го македонскиот национален дух и духовната култура на македонскиот народ преку своите резби.